Добро вечер. Во отвореното студио вечерва дебата под наслов Културата во филм. Зошто е културата во филм? Ќе се обидеме вечерва во овој период што го имаме на располагање да одговориме, да проанализираме. Меѓутоа, до што се случува во краток период, можеме да заклучиме дека има една бура, една реакции на социјалните мрежи во јавноста, луѓе кои не прифаќаат некои одлуки на новата влада, на новиот министер и така натаму. Пред се ќе почнеме со укинувањето на наградата 23 октомври, па потоа ќе продолжиме со двата филма околу кои се крена бура и зошто не одат во Холивуд да се тркаат за Оскар, укинувањето на титулата или национален уметник и така натаму. За сето ова ќе зборуваме со мојата гостинка Елизабета Канчевска-Милевска, поранешен министер за култура, а сега ја води Комисијата за култура или на некој начин министер во сенка. Добре дојдовте во студиото. Да почнеме вака. Добитници до сега од 2007 година, нема да ги набројувам сите: Танас Вржиновски, Тахис Зајази, Михаел Ренџов, Танец Ана Дурловски, Авзи Мустафа, Родолјуб Анастасов, Стадим, Фейзи Бојку, Македонска филхармонија, некои се и починати. Гане Тодоровски. Би рекол еден културен крем. И ова државна награда, релативно нова, требаше и треба, нели, да ја одразува културниот идентитет, стремежот на македонскиот народ да се бори равноправно со другите народи на полето на културата, според она што, нели, и ние го имаме во нашиот код, според паролата на Гоце Делчев, не? Светот е поле за културен надпревар. Како поранешен министер, тоа е во ваше време, оваа награда е воводена. Како го чувствувате сега ова на некој начин? Сепак е укинување на, ако не е дефинитивно укинување, сепак оваа година награда нема се додели. Да. Тоа е едно лошо чувство за... Добро, знаете како, јас се уште не можам да поверувам дека ќе се укине, бидејќи ако се оди во таа насока, мислам дека тоа е многу погрешен чекор. И самото недоделување, исто така мислам дека е голема грешка и вината треба да си ја сноси самото Министерство за култура, бидејќи прочитав едно соопштение кое што беше дадено од ресорното министерство дека нели наградата нема да се додели, каде што имаше една политичка конотација и вината беше фрлана на партијата ВМРО ДПМН. Прво. Да, затоа што спречувала да се формира новата комисија која... Значи, тоа воопшто не е точно. Јас еве ќе ви го образложам со аргументи. Значи, прво, една институција, државна институција како што е Министерство за култура, не смее да си дозволи да напише такво соопштение и сепак својата неодговорност и непочитување на законските прописи да ја префрли на одредена политичка партија. ВМРО ДПМН како партија нема никаква врска со самата награда 23 октомври. Пред се сакам да кажам дека наградите, не само 23 октомври, 11 октомври, 8 декември, значи Законот за државни награди не е во надлежност на Министерството за култура. Значи самиот закон е во надлежност на Министерството за правда. А Министерството врши една дејност, можам да кажам услужна дејност, бидејќи одборот го именува Собранието на Република Македонија, а во Министерството значи има едно оделение каде што води записници, нели кога одборот се состанува, како ги распределува гласовите, ги разгледува материјалите и потоа ја информира јавноста кои добиле награда, нели во собрание ја реализира целата церемонија и ги доделува наградите. Но законот како закон е под ингеренција и надлежност на Министерство за правда. Како што кажавте, значи наградата 23 октомври веќе собранието ја има, значи врз основа на предлогот на Министерството за правда, востановена уште во 2007 година. Министерството доставува до собранието листа на кандидати кои што би можеле да влезат нели во одборот и собранието преку комисијата за именување значи го гласа. Морам да кажам неколку аргументи. Значи владата
беше формирана на 30 мај, ако се сеќавам. 30 мај беше. Од тогаш, од следниот ден, веќе почна да функционира и самото собрание. Значи, листата, која што била доставена, јас тоа и вие може да го проверите нели, во службите во собранието и да добиете точни податоци, негде на крај на август, после 20 август, самото министерство има доставено предлози и тоа за наградата 23 октомври само допис. А за наградата Мито Хаџивасилев Јасмин има доставено предлог кој да биде во одборот до комисијата за именување. Но овие предлози министерството ги има доставено на крај на август, кога веќе, нели на 6 август беа прогласени, распишани изборите. И повеќе од 6 август самата комисија не може да заседава и не може да именува. Значи, многу касни министерството со доставувањето на дописот. Значи, министерството и министерот уште на почетокот на јуни требале да испратат допис до собранието, кога веќе собранието почна да функционира и да работи, за да може комисијата веднаш да преку комисијата нели го донесе, ги изгласа членовите на одборот. И комисијата за именување не е лична својина на партијата ВМРО-ДПМН, во комисијата за именување 11 октомври ќе се додела, тако одиме по таа. Да, но морам да кажам дека на 11 октомври на претходниот одбор му важеше мандатот. Така. А на овој одбор е поминат мандатот. И на одборот за 23 октомври и на одборот за доделување на наградата Јасмин. Така да на овие два одбори им беше истечен мандатот. Јас се сеќавам пред да се формира новата влада, ние како Министерство за култура праќавме дописи и до антикорупцијска и до неколку институции да видиме дали може истиот одбор, нели, да си ја заврши оваа работата во интерес на значењето на наградите и оваа година, но не добивме некој одговор, некои институции се дадо информација дека се ненадлежни, значи во тој период, но морам да кажам, по формирањето на владата, ресорното министерство требало веднаш до собрание да пушти листа на кандидати кои што ќе бидат членови на самиот одбор. Они, дали свесно или несвесно, тука нели не можам да навлезам, по распишувањето на изборите после 6 август, дури после 20 август, точно можете да добиете нели и дата информација од службите во собранието, имаат пратено допис. И ви велам, за наградата 23 октомври без номинирање на членови, а за наградата Јасмин со номинирање на членови. Да. Што е некоја, морам да кажам, размисла и во таа и во друга насока. Затоа реков и на почетокот, извинете што ве прекинав, не можам да поверувам дека се оди во таа насока на укинување на награда. Ќе дискутираме за ова насоките или на тој идеолошки конфликт кој се надзира. Но неприфатливо е да се фрли вината на политичка партија. Тоа е многу погрешен чекор. Ние имаме 6 државни награди, да. Значи покрај ова една од поновите 2007 имаме Мајка Тереза, Свети Климент Охридски, Гоце Делчев, 11 октомври, 23 октомври, значи тоа се тие награди. 13 ноември, сепак градот Скопје доделува таа награда. Моето прашање зошто тогаш решивте да воведете една ваква награда, па за да постал да поминеме на овие други век, што би ги нарекол кавги на отворено околу оваа награда. Што беше идејата за? Знаете како, затоа ви спомнав и на почетокот, носител на овој закон за награди е Министерството за правда. Во 2007 година јас бев државен секретар, значи не сум била во тој период министер за култура, не можам точно да се сетам како одел предлогот, но сепак самото министерство, како ресорно министерство кој е надлежен за законот, има дадено предлог нели до владата и после предлогот е доставен до Собранието на Република Македонија, но сепак еви во членот 2 кој што се менува, се кажува дека се воведува наградата 23 октомври, се одава највисоко признание, значи за долгогодишни остварувања во областа на науката, културата, образованието, заштитата на државните интереси, заштитата на културното наследство. Една благородна идеја, се со цел и самите имиња кои што ги спомнавте, кои што имаат добиено наградата, говорат токму во таа насока. Значи станува збор за имиња кои што оставиле значителен влог и белег за државотворноста и за државните и националните интереси за Република Македонија. Така да тие имиња
ја добиле таа награда. Тие дале влог и жалосно е ако се оди во таква размисла или се размислува во насока да се укине. Па наградата и не е многу, не задира многу во буџетот, ако се земе предвид дека се тоа 10 просечни месечни плати во Република Македонија, тоа и... И знаете, и со оваа награда се ускратува уште едно друго право. Бидејќи ние имавме измена на Законот за култура за воведување на национални пензии. Вие гледате што се случува сега со националните, покрај Законот за национален уметник, гледате што се случува со националните пензии. Значи, ние правевме во тој период кога правевме измена на Законот за култура, кога ги воведовме овие национални пензии, правевме сеопфатни анализи. Тука беа вклучени истакнати личности, кои што од областа и на образование, и на култура, во делот на сите дејности од областа на културата, каде што таа анализа утврди дека личности, уметници кои што имаат дадено голем влог за Република Македонија, имаат многу ниски пензии. Така. Значи, примањата биле многу ниски, не само сакав да ви кажам, и сега со недоделувањето, бидејќи за национална пензија, треба да сте пензионер и треба да добиете една од трите награди, а тоа се 11 октомври, 23 октомври и 8 декември. Значи, со недоделувањето на оваа награда, вие скратувате можност за некој уметник, кој што нели би ја добил, да не може да се стекне со националната пензија. И тука правите одредено кратење. Па, тоа веќе влегува во делот на креирање на една атмосфера за творците и културна политика. Во секој случај ќе се навратам, мислам дека ова ја отсликува, би рекол, дури идеолошката конфронтација меѓу двата блока од македонски партии, за жал СДСМ и ВМРО ДПМНЕ, токму околу оваа награда. Не знам, ние бегаме од нашиот идентитет, од нашата историја. Представникот на ВМРО ДПМН, Никола Србов, тој помладата генерација, денеска има ваква изјава токму во врска со 23 октомври и вели вака, го цитирам: ова укинување на државната награда 23 октомври е резултат на долгогодишното деградирање и исмевање од страна на СДС со денот на македонската револуционерна борба, која го одбележуваме на еден од најсветлите датуми во македонската историја. Ова е, би рекол, идеолошки конфликт пар екселанс. Ова е на некој начин Македонија во 45-та година или 48-та година. Дали си за комунистите или си за буржуазијата? Дали си за информбирото или не си? Или си против информбирото? Јас ќе кажам дали имаме чувство на припадност или немаме чувство на припадност. Не сваќате? Дали ние припаѓаме на својата собствена држава, се гордееме, така, со нашата историја, со нашиот идентитет, со нашата култура или не. Пак чувството на припадност е многу битно. Јас сум говорила и повторно ќе кажам и во вашата емисија. Ако направите една ретроспектива и анализа, ќе видите дека Социјалдемократскиот сојуз нема чувство на припадност. Ова го говорам во делот и на културата. Значи, во однос на вложување на културата, на културниот развој и така натака. Културата е многу специфична, многу има широк диапазон. Ме разбирате, има тука влегува и нашата историја, нашиот идентитет. Ние имаме криза во идентитетот. Така? Затоа зборам за она чувство на припадност што ви го кажам. Јаката, силната култура е спротивно, тоа е силен идентитет. Но многу, навистина, многумина оваа награда ја поистоветуваат со ВМРО ДПМНЕ и практично ја ВМРО-изираат, но ако ги увидиме списокот на добитници, ќе видиме дека не држи тоа. Мислам, знаете, тие изјави не држат. Е различен спектар на индивидуалци, на големи, Михаел Ренџов, голем поет, или танец, каде да го сврстиш, во која партија? Филхармонија. Значи, не станува збор за... Гане Тодоровски. Мислам, тоа се бардови на културата, на македонскиот јазик, на јазикот, на идентитетот. Кога говориме за идентитет, тука се знае што влегува во идентитет. Историја, јазик, култура, образование. Тоа е идентитет. Затоа велам криза на идентитет,
чувство на припадност, имање, немање, тоа се многу битни работи кои што треба да се анализираат многу подлабоко, многу посуштински. Дали сметате, вие веројатно сте анализирале новата предлог националната стратегија за културата, дека можеби на овој начин преку вакво рекреирање или повторно креирање на државните награди или едноставно ампутирање од ова тело на една награда, можеби понатака не уште една, практично се прави сега нова матрица културна која е поврзана со идеологијата на партијата на власт. Дали е можно тоа и дали имало во минатото такви? Значи, ја спомнате националната стратегија, таа е веќе како драфт верзија достапна и тука треба долго време да се анализира. Бидејќи во националната стратегија нормално мора да ги опфатите сите дејности од областта на културата, прочитајте националната стратегија и точно можете да видите во кој правец ќе се движи државата. Македонски, така, македонски јазик и македонски како нешто што е најзначајно не постои внатре во националната стратегија. Знаете зашто го поставувам ова прашање? Јас сум и новинар, значи за новинарите слободата на изразување е број еден и ние се бориме за тоа право, но од друга страна сум и автор. Пишувам поезија, имам објавено 2 книги поетски и сум застапен во 2 светски антологии, кои малкумина ме познаваат. И за мене многу добро знаете како за мене би било погубно како автор кога некој би ми наметнал програма која е производ на идеолошка матрица, а не на национална. Без разлика што таа има код национален. Точно. Национална стратегија значи да еве вие анализирајте нашата национална стратегија, бидејќи собранието нели ја донесе. Стратегија значи да дадете конкретни мерки кои што ќе ја унапредат културата и културниот развој на државата. Мерки кои што ќе можете да ги анализирате и да видите дали оваа мерка има бенефит или нема бенефит. Грешна е мерката и така натака. Јас и кога зборите, мислам, и сте пишувале поезија и како автор. Значи, ние воведовме во националната стратегија една мерка каде што објавивме конкурс за странски издавачки куќи. Што беше целта? Да ги поддржиме странските издавачки куќи, да преведат наши македонски автори на друг странски јазик. Не знам дали се сеќавате. Значи, тоа беше еден конкурс кој што произлезе од фелата. Значи, барање нешто што мислевме дека навистина многу ќе помогне и за самиот македонски јазик. Знаете што значи македонскиот автор, делото да биде преведено на друг странски јазик и да се најде на пазарот во таа друга држава. Тоа имаше превод, ако верувате, над 18 на странски 18 странски јазици беа преведени наши македонски автори. Нивни дела, каде што беа поддржани странските издавачки куќи. Една значителна добра мерка каде што сега самото министерство и министерот може да каже оваа мерка, точно може да го валоризира резултатот. Била добра, не е добра, треба нешто да се подобри или не. Такви мерки имавме и во делот на поддршка и откуп на драмски текстови. Идејата беше драмскиот текст на наши автори, македонски режисери, да бидат изведувани во нашите национални театри и нашите национални куќи. Откуп на композитори, на наши македонски. Вие не знам дали се сеќавате во Македонска опера и балет, на Стојан Стоинков композиторот, значи после 15 години и повеќе македонско дело опера зборам, како македонско дело беше направено и беше реализирано и поставено во македонската опера. Тоа е многу битно за нашиот идентитет, за македонскиот јазик, за нашата државотворност. Вие гледате дека во изминатиот период, мислам дека тука е болната точка. Во изминатиот период, благодарение на таа огромна поддршка во културата и во многу други сегменти, морам да кажам, имаме чувство на припадност. Се јави она чувство на државотворност, да си ја познаваме својата собствена држава, своите празници, преку најразлични, и веќе го спомнам, Музеот на македонската борба. Ја не знам, нели се говори... Дали тој на список за затварање се говори нешто, нели, дека ќе се прави некоја ревизија, анализа, што ќе биде како... Ние не можам да разберам дали ние бегаме од собствената историја, од нашиот идентитет. Во Музеот на македонската борба, концепцијата не сум ја направила јас, мислам како министер, значи тоа биле работни групи од историчари, од професори на факултет,
во музеот имате и негативни и позитивни личности. Да. Како и во тука сите музеи. Да, значи лично, без разлика дали негативни или, значи имате ревизија веројатно околу кои што трошењата оставиле влог за суверена и независна Македонија. И ние треба да одадеме почит. Значи децата од предшколската возраст, нели од основните, средните училишта, мислам имаа можност она што го изучуваат на интерактивен начин да го видат во музеот, да го почувствуваат, дали преку тие восточни фигури, дали преку самата историска поставка, мислам самите гласови и таа интеракција која што можете да почувствувате. И ние, мислам, јас верувате се запрашувам од другата страна и просто вака некогаш си велам дали може да бегаме од својата собствена историја, од својата држава, од сите тие личности кои што го спомнавте Гоце Делчев, илјадници личности кои што оставиле влог ние да сега така имаме своја држава, да се гордееме со македонскиот јазик, со македонската држава, да се промовираме на сегден и светот. Културата е важен промотор за една држава, посебно за Република Македонија. Да, секако треба да постои континуитет и надградба. Јас навистина би сакал да се согласам со ова на почеток вие што го кажавте дека би сакале оваа одлука да е привремена, односно навистина да е од процедурален карактер, односно ете пропуст на самото министерство направила таа комисија и оваа награда ќе остане Не можам да поверувам дека се оди во таа насока на укинување, верувате, да. Но ќе видиме, времето ќе покаже, да. Јас еве како пратеник од оваа, мислам сега дистанца нели во собрание, бидејќи сум члени на Комисијата за култура, верувајте искрено очекував и говорев таму, мислам, многу добронамерно. Очекував дека ќе пристигне нели до самата комисија, до собранието некој позитивен закон. Во насока нели на унапредување на уметничката фела, нели на културата, некои позитивни мерки, нешто што пристигна во собранието. Еве јас од кога сум пратеник, беше националните пензии, каде што се направи огромна дискриминација и укинувањето на Законот за национален уметник. Значи од сам почеток се оди на нешто што е претходно создадено, мора да се урниса и да се избрише. Добро, во тој контекст е и најавата, односно предлогот да се укине статусот, титулата национален уметник. Јас само ќе потсетам за гледачите за кои до сега добија ваков статус. Тоа се 6 уметници: Борис Трајанов, Симон Трпчевски, Милчо Манчевски, покојната Есма Реджепова, Ана Дурловски и младиот поет Никола Маџиров, кој стана глобален поет практично и кој навистина, јас би рекол, заедно со Гоце Смилевски растураат по светов. И ја представуваат нели Македонија како држава и Македонија како култура. Тие буџетот годишно го чинат 4 милиони денари затоа што нивниот надомест месечен изнесува 2 просечни плати, односно 45.000 денари. Доколку се укине оваа титула, тоа значи дека овие 5 мина живи уметници нема да го изгубат тој статус, но нема да има повеќе нови. Нови, да. Затоа велам, значи, самото министерство одело во насока да го укине законот. Но они не ја познаваа доволно проблематиката и нели отпосле увиделе дека еднаш стекнато право не можете да го поништите. И затоа одат во насока на целосна дискриминација. Тоа за мене е дискриминација. Значи, едни се здобиле со тој статус национален уметник и ќе го имаат до крајот на животот. Значи, станува збор не за 45, за околу 60.000 денари, кои што го добиваат. И законот им дава можност да издадат монографија, која што ќе остане и за државата. И сега они велат, тие што се стекнале до крајот на животот, а не даваме можност за други. Зошто? Тоа е класична дискриминација. Значи, едни добиле и сега не даваме можност за други. Имаше изјави од истакнати уметници, велат, не треба такво нешто, може да поразговараме, да видиме да се сменат одредени критериуми, нели? Ако сметаа дека треба бидејќи, знаете како во законот
законот кога се носеше, нешто што и не го прифаќам од оваа страна еве како пратеник, бидејќи нели Социјалдемократскиот сојуз се залагаше дека ќе има дебати, дека ќе се разговара, мислам главна водилка беше тоа во таа насока. Сега бегаме од дебати. Ние како собрание преку Комисијата за култура треба да имаме јавна дебата. Законот кога се носел за национален уметник се носел преку јавна дебата. Значи биле поканети огромен број на уметници. За секоја дејност посебно. И критериумите во законот ги правеле уметниците, истакнати уметници. Законот, не знам дали го имате видено, во законот таксативно, во секоја дејност, значи нема тука политика. Вие сега да сте член на комисија, кога ќе дојде кандидатот, точно проверувате дали некој ја има добиено таа награда, меѓународна, домашна, светска, зашто таксативно се наредени сите награди. Да. И тука не може никој политички да действува. Дозволете да ве прекидам. Значи, предлагачот на законот смета тотално за 180 степени обратно од вашиот став. Вели вака, се цени дека законот создава нерамноправен третман. Вие велите новиот создава. А което е неравноправен? Треба да објасни. Еве, меѓу уметниците, а постојат и други механизми на стимулирање на творештвото, како што се државни награди, еве една се укинува, стекнување на право на месечен надомест и така натаму. Тоа се мешаат едни со други работи. Тие си мислам, едно е награда, едно е национален уметник. Друго е стимулација на проекти. Значи, Законот за национален уметник имаше една благородна мисија, да се даде можност на уметниците и на младите уметници кои што се истакнати. Еве вие спомнавте Никола Маџиров, Гоце Смилевски, кои што ја промовираат Македонија преку нивната дејност. Мислам, имаат огромни успеси и придонеси. Значи, имаше благородна идеја за уметниците да им се даде поддршка да учествуваат на тие престижни фестивали, за да може да се здобијат со оваа титула национален уметник. Вие кои ќе ги погледнете личностите кои што добиле, за кого ќе говориме? За Милчо Манчевски? За Симон Трпчевски? Да. Они не се заслужни да добијат титулата национален уметник. За Борис Трајанов? За Ана Дурловска? Есма, Никола, значи, па тоа се истакнати личности кои што во светски и во домашни работи, ја верувам дека сите како граѓани на Република Македонија сме горди. Јас секогаш ќе кажам и овде ќе кажам најодговорно. Секогаш, ама секогаш. И досега и во иднина ќе имам огромна почит спрема нашата уметничка фела. Ние имаме извонредни уметници од секаков ранг. И ако дозволиме да влезе политика во уметничката фела и во културата, верувајте дека тоа е крах во културата. Милчо Манчевски предава во Њујорк, но неговите филмови се предаваат на десетици, ако не и стотици катедри широм светот, во Америка сигурно знам. Симон Трпчевски исто така, нив и ако вака гледаме, не им е до овие, како што рековте, 60.000 денари, туку станува збор за односот на државата кон овие истакнати. Но, еве сега, представници на новата влада смета дека ова е практично остатоци од едно старо време, едни идеолошки отпадоци, да речеме, од времето на комунизмот, кога ваков тип титули било нормално да се дават. Значи, статус национален уметник во времето на социјалистичка Македонија или социјалистичка Југославија. Ама гледате, ние не можеме да дозволиме некој мисли така. Значи, ние треба да отвориме јавна дебата. Јас тоа поверувам во собрание. Значи, не може една личност или неколку луѓе да кажат ова не чини, го укинуваме. Уметниците се тие што ќе кажат да, треба да се укине законот. Зошто да нема јавна дебата во собрание? Нека се поканат уметниците. Ако самите уметници кажат дека овој закон не е добар, има неправда и така натака, нека произлезе, знаете како, нешто кога укинувате или кога воведувате нешто ново. Тоа мора да произлезе со поддршка од самата стручна фела. Не може сам некој да донесе одлука. Ова, значи, се враќаме ние во некое едноумие, така? Некој ќе одлучи или некоја група во Советот или било кој ќе одлуча дека не чини законот за национален уметник, имало неравноправен однос, а не објаснуваат кој е тој, бидејќи со тоа образложение
тотално нема врска со Законот за национален уметник. Вие имате преку конкурсот што го објавува Министерството за култура најразлични начини на поддршка, на проекти, на самостојни уметници, еве национални пензии, било какви имате мерки кои што даваат поддршка на уметниците и треба да има. Но не можете вие самоволно да одлучите без јавна дебата, на едни ќе дадеме, а на други нема да дадеме може. Како може тоа така? Тоа не може така. Мора да ги повикате уметниците. Еве, сите што учествувале при носењето на Законот за национален уметник, нека се повикаат на јавна дебата, доколку они сметаат дека не е во ред овој закон, нека се укине законот, ама тоа мора да произлезе од самата стручна фела. Со ваков начин, вие ја подценувате уметничката фела? Значи, сами одлучувате. Јас никогаш не би си дозволила такво нешто да превземам, без разлика, ве сум била министар за култура, ама буквално никогаш. Бидејќи јас сум министар, но морам било која мерка или било кој закон морам да го усогласам со таа стручна фела која што ќе биде засегнат од тој наш закон што го носиме. Ние не можеме самоволно сами да одлучуваме. Тука има класично самоволие и дискриминација. Друго е вие скроз да укинете, друго е да речете едни ќе зимаат, а на другите нема да им дадеме можност. Како може тоа? Каде го има тоа? Исто беше и со националните пензии. Значи, велат, тие што се стекнале со национална пензија, бидејќи оние зимаат разликата од нивната до највисоката, ќе имаат развојна пензија. А таа се зголемува. Ме разбирате, секоја година. Да. А новите, ние ќе кажеме колку ќе зимаат. Фиксно. Знаете, мислам дека до 38.500 они ќе зимаат фиксно. Па тоа е голема неправда. Еве сега 11 октомври некои уметници добиле награда, така? Утре, кога ќе отидат во пензија и кога ќе треба да ја зимаат разликата, неговата пензија ќе се разликува од неговиот колега. Зошто? Зашто некој самоволно одлучил дека тоа треба така да биде. Не е добар, таа не е добра постапка. И затоа има критика. Не можете така. Во културата, така што се вели, нели, како што викаат старите на дур, работите кога ги носите, не водат кон успех. Јас затоа изборував на Комисија за култура дека не е добро. Мислам, чисто добронамерно. Но знаете како, некојаш кога одлучил некој дека така треба, но тоа ќе се врати, ќе има реакција. Не можете во уметничката фела на еден таков начин, на едно такво самоволно одлучување, не води кон резултат. Дебатите или отсуството на дебати се рак рана на македонското општество и мора да има дебати. Без дебата ништо немаме резултати. Уметниците секако ќе се согласат дека во Холивуд не може секој да добие Оскар. Некои врвни имиња не добиле Оскар, па животот продолжува понатаму. Меѓутоа, она што треба да се знае дека многу понапредни или побогати земји кои имаат бестселери во стотици илјади тираж или во милионски тираж, имаат статус решен на поети или писатели. Точно. Значи, во Америка постои, еден само ќе кажам, поет-лауреат на тој и тој град, на Аризона или Франција исто има решен статус. Значи, не е тоа нешто што е... Значи, тоа се најразлични модели, така, модалитети во насока на, нели, на поддршка на уметниците. Тоа што го напоменавте, што го кажам. За сепак на некој начин да го оправдам насловот на оваа дебата дека е културата во филм, дали е влезена или е излезена, не знам, ќе покаже времето. Ќе покаже времето, да. Но гледам дека се создава една тензична, лоша атмосфера. Се препишуваат, имаат преписки во медиумите сестрите Митевски, Лабина и Теона со Златко Теодосиевски, а и Лабина му напиша писмо директно на премиерот Заев. Навистина станува збор околу третманот на филмот кога денот немаше име и околу критиките за тој филм. Значи, се ставаат идеолошки, политикански памфлети и така натаму. Филмот можеби нема да ви се допаѓа, но станува збор за автори. Станува збор за автори и вие треба да цените нивната слобода, македонски автори, и вие треба да цените нивната слобода на изразување, нивниот уметнички израз. Во конкретниот случај, она што навистина мене како индивидуа ме запрепастува е што
кај Лабина има еден таков гнев што она смета дека се создава нов режим. Она конкретно кажува дека напуштивме еден режим на Груевски, значи на 11 годишно владење и цврсти стеги на власта, со влада која е едва 100 дена помина и веќе и таа ги чувствува тие стеги на владата. Сега, не знам дали да спомнуваме паралели, но еве да го фатиме, затоа што се јави и режисерот Горан Тренчовски и тој се крена против некаква си филмска мафија, затоа што немаме ниту еден филм оваа година предложен во трката за Оскар. Значи имаме два филма кои секој на свој начин предизвикуваат внимание, а Златната петорка дури освои многу награди. No. Тој оди на интернационални фестивали и така натаму. Но еве да се вратиме на случајот со Лабина Митевска и писмото. Како вие гледате на слободата на уметниците? Што они сега всушност Лабина Митевска детектира како... Знаете, ја денес малце имав некои други обврски, така кратко ја погледнав самата информација и бев навистина и така малце вознемирена кога видов. Велам, зошто се дозволува вакво нешто, па готово во филмската уметност, во сетната уметност. Да ви кажем конкретно. Значи вака, ја обвинуваат дека во филмот повекуваат на омраза кон албанците, дека Груевски или Канчевска го нарачале филмот, значи точно вие што гостувате овде, и дека филмот е целосно финансиран од државни пари. Значи, ноторна лага, вели Лабина. Структурно, финансиски, во проценти 46 или во средства толку и толку, не е битно, се доделени на конкурс на Агенцијата за филм на Република Македонија, потоа Белгија со 24, Словенија со 10, евро имаш и така натаму и така натаму. Има многу што да говорам за филмот и за филмската дејност, но кој го кажал тоа, ова што го прочитавте, можам слободно да кажам нека му служи на чест. Бидејќи сепак со режисерите, со продуцентите, поготово во филмската дејност, сум имала соработка, состаноци. Генерално, морам да кажам, имам должна почит спрема уметниците. Тоа ви го кажав и претходно и сега ќе кажам. Спомнавте, нели, дали на некој ќе му се допадне, дали не. Знаете како, во културата и во уметноста, секогаш продуктот што ќе излезе, дали е тоа представа, дали е тоа опера, дали е тоа изложба, дали е филм, секој има свое лично видување. Така, вие може да бидете љубител, еве, на пишаниот збор и ќе дадете одредена критика за некоја поезија, проза и така натака. Некој може да биде љубител, нели, на театар, на ликовна уметност и така натака, и секој има свое видување. Дали некој може ќе излезе од некоја представа ќе каже мене не ми се допадна. Некој ќе излезе воодушевен. Му се допаднало, еве, тоа мислам, тоа можеме да го говориме и во филмот. Може ќе го видите филмот, некој ќе каже мене ми остави на вистина добар впечаток, на некој не му оставил добар впечаток. Затоа велам, значи тука е критиката од една страна, мислам она стручна критика, што ја почитувам ако некој на вистина следи таква дејност и може да даде издржана критика, што кај нас некако исчезна, и тоа е едно лично видување, значи, на оној кој што е љубител на таа уметност, да каже дали му се допаднал или не. Да создадете филм е многу тешко. А особено во Македонија, која нема и некој буџет за значи, да финансира мора да имате, филмови. навистина, затоа реков, македонски режисери. Имаме многу малку. И навистина треба да ги почитуваме за сето оно што го направиле. А филмската дејност е многу значајна индустрија за промоција на Македонија. Дали филмот бил добар или не, тука има и меѓународни фестивали, учество, критики, странски и така натака. Ние треба да го пуштиме филмот да оди надвор. Јас себе се случи бев во Берлин, на Берлинале, нели, каде што беше премиерата на филмот. И секој го гледа од различен аспект филмот. Филмот е тежок, мислам, јас тоа можам да го кажам, доста специфичен, но има навистина силна поента. Никогаш не се случило, никогаш, да Канчевска нарача, како што е кажано, филм. Тоа може да го потврдат и самите режисери, и самите продуценти. Да, Елизабета Канчевска се трудела да се реализира и да се создаде филмот. Затоа што, пак ви кажам, многу е сложена целата процедура околу
нели, да се реализира еден филм, ќе настанат проблеми и од страна на самата агенција, нели, и од страна на самите режисери, продуценти, недоразбирање. Јас секогаш со должна почит сум ги доаѓале кај мене, сме ги разрешувале заеднички проблемите, сме ги надминувале, се со цел да произлезе македонски филм. Ово ви го кажувам најодговорно, затоа велам, нека служи на честа на они кој што кажал дека Канчевска нарачувала филм. Тоа мене не ми се случило. Значи, секогаш сум се трудела да имаме што повеќе продукција во делот на филмот и во сите останати сектори. И можам да кажам, и се гордеам со тоа, дека во овој изминат период се поддржани над 250 филмови, од кои над 150 се реализирани. Тука влегуваат и долго играни, нели долгометражни, и кратки, и документарни, и анимирани. Вие не знам дали се сеќавате или може да се направи анализа, секоја година на Браќа Манаки на фестивалот. Фестивалот се отварал со македонски филм и се затварал со македонски филм. Значи, тоа произлегува за тоа што имаме зголемена македонска продукција. Филмска продукција. И сега вие се случува, мислам, неприфатливо ми е и не можам да прифатам ниеден аргумент да имате два филма, Златна петорка и Кога денот немаш име на Лабина, и ниеден од тие филмови да не испратите, да не номинирате за Оскар. Тоа е неприфатливо. Од било кој аспект да го анализирате. Значи, од било кој аспект е неприфатливо. Ние си одиме против собствената држава, против нашите македонски режисери, па зошто да не номинираме филм за Оскар? Од кои причини не вршиме номинирање? По овие филмови во меѓународни рамки се промовирани? И ние ќе одиме против тоа? Златна петорка досега е селектиран на 20 филмски фестивали, има освоено 5 интернационални награди и е најгледан филм во Македонија во изминатата сезона. Тоа го кажува филмската продукција Revolution. Точно. Филмот е па на Лабина филмот беше на Берлинале, беше влезен, мислам, во еден сериозен процес. И вие одите против тоа? Па тоа се македонски режисери. Па ние треба да имаме должна почит спрема нив што успеале да создадат филм. Со кој филм ќе се представуваме надвор од државата? Самиот однос покажува, значи ова што е направено од овие два филма, да не испратиш, да не номинираш филм, нели, за Оскар, без разлика какви ќе биле успесите и резултатите. Еве, Црна Гора, колку што се моите информации кои што ги имам, нема продукција, значи нема филм. Нивни. И затоа не испраќа, не номинира филм, нели, за Оскар. Ние покрај два што ги имаме, кои што се јавиле, и велиме не. Не може никој да колку чини едно учество да една номинација за Оскар? Колку доделуваме средства? Да. Значи даваме трошоци за самата делегација и мислам дека некогаш се доделувале околу 6 милиони денари. Сега точно може агенцијата ли знам, така ми е сеќавањето дека околу 100.000 евра така се доделувало. Некогаш може и помалце, али мислам дека лимитот до тука ода. За каква филмска мафија зборува Горан Тречовски? Мене не ми е познато. Јас знам, сум слушал за урбана или урбанистичка мафија, меѓутоа не знам за ваква мафија. Кајде да алоцираме таа филмска мафија? Не знам, точно мислам, навистина треба и со нив, они може подобро ги познаваат и состојбите и случувањата. Јас искрено навистина сум се трудела, без разлика што филмската дејност како дејност не е во самото министерство. Знаете дека се формираше, нели, агенција за филм, каде што самата надлежност е на владата и така натака, но сепак, нели, во буџетските средства и самите средства за филм се во Министерството за култура. Вие знаете дека ние имавме дадено големи средства, имавме издвоено од буџетот за филмска дејност. Вие оваа година со ребаланс на буџетот во Министерството за култура се скратени 30 милиони денари од Агенцијата за филм, од филмската дејност. И тука ќе го видите самиот однос. Така да за тоа што зборите за некоја, нели, филмска мафија и така натака, не би можела јас во таа насока да навлезам, бидејќи искрено како министер сум се трудела максимално со сите продуценти, со сите режисери. Нема некој да има побарано прием кај мене или да се соочил со некој проблем, да не бидел примен и да не сме го разрешиле тој проблем. Секогаш сме изнаоѓале начин, секогаш сум давала огромна поддршка, сум ги бодрела што повеќе да
успеат да го завршат филмот и да го имаме филмот, да го видиме, да го погледне филмот и нашата македонска јавност и тој филм потоа да си има свој живот во меѓународни и во светски рамки. Бидејќи таа седма уметност, таа филмска уметност е многу важна за една држава. И стварно, затоа велам, може некој ќе каже од вакви причини, вакви аргументи. Неприфатливи ми се аргументите да имате два македонски филмови на наши македонски режисери и ниеден од нив да не предложите и да не го номинирате за Оскар. Да. Тоа е неприфатливо. Тоа е непочит кон македонските режисери. И верувам од тие причини се револтирани и Тренчовски и Лабина, затоа што во овој изминат период на огромен број меѓународни фестивали учествувале. Значи се труделе, они, знаете како филмот го гледаат како свое чедо. Нели? И се трудат што повеќе да го има на фестивали, да го промовираат и така натака. Бидејќи верувајте, тешко е да се направи филм. И еве филмот на Горан Тренчовски, знам дека со голема љубов го работеше, мислам, и информации праќа и каде све учествувал, и тој беше и со помалку средства, значи бидејќи како прв нели дебитански филм помалку средства беа одредени и навистина успеа и со тие средства на мале, мислам, во однос нели на оние средства што ги даваат согласно одредени критериуми, навистина со помали средства, но согласно критериумите да го реализира тој филм. Го гледав и тој филм, навистина ми остави силен впечаток и морам да кажам, не можам, знаете како тие продукти во културата да ги делам на добри, на лоши, бидејќи се си има своја убавина, се си има вложување уметничко и треба да си има една достојна почит. Затоа верувам дека се навредени од причина што во светот се признаени и спочитувани, или на сите овие фестивали, да влезете во селекција, што се вели на Берлин, на Берлинскиот фестивал. Знаете ли што значи? Еве Златна петорка, илјадницен број на фестивали има учествувано. И сега, дома, во сопствената држава, некој да каже од овие два филма, зошто? Нема потреба. Така, ќе направиме мала пауза за реклами и потоа се враќаме со некои завршни реченици и обсервации за темава. Еве неповторно со темата културата во филм, зборуваме за проблемиве кои во културата излегува во последниве неколку дена, со филмот на Теона Кога денот немаше име, со филмот на Тренчовски Златна петорка, со предлогот да се укине статусот национален уметник, со недоделувањето оваа година наградата 23 октомври. Сигурно има уште многу работи да се зборуваат и да се отвори националната програма за културата. Но она што за мене е интересно е што ми се чини дека ова е само еден континуитет на напади во кои режисерите се, би рекол, подвижна мета, дали се работи за театар или за филм, на некој начин се подвижна мета на политиките. Јас се сеќавам на една колумна на режисерката Зоја Бузалковска во Дневник, може би 7 или 8 години, во која таа отворено кажа дека постојат, наречете ги, режимски режисери, односно режисери кои во време на СДСМ имаат предност да режираат, значи да имаат практично работа, се извинувам, а тоа значи и пари, и кариера и така натаму, и режисери кои во времето на ВМРО правеле кариера. Овој сега напад од страна на Теодосиевски кон Лабина и Теона Митевска ми личи токму на една таква пресметка, на ваши и наши. Кој би бил вашиот коментар на ова? Вие сте биле долго време министарка, сигурно... Па не знам, Теодосиевски не го познавам. Мислам, непозната личност е за мене. Бар нешто да имам слушнато дека има направено за државата во делот на културата, немам ништо. Така да личност која што нема едно камче создадено или ставено за сопствената држава, мислам дека нема ниту аргументи да говори за такво нешто.
Така да навистина ми е непозната личност и не можам во таа насока да говорам, ниту пак би се спуштила на тоа некое ниво на кое што говори он. Сепак имам едно ниво на култура, на свест, на почит, на самосвест и така натака, така да не можам на тоа некое ниво на таков говор или на непочитување на се што е направено во културата, бидејќи знаете како можете да критикувате, но кога нешто вие ќе направите за државата и за културата. А личност која што буквално нема ништо направено, цел живот нели е на грбот на културата, зима плата, не работи, не оди на работа и така натака. Мислам тоа вака што го имам слушнато и од самите директори нели на самата институција на Националната галерија, секогаш велеле, не сме виделе ваква личност, мислам, не доаѓа на работа, нели го повикуваме и така натака, не можеме да се справиме и сите тие работи, сега он да критикува, мислам дека е неприфатливо од било каков аспект. Затоа велам, значи, таа личност не ја ни познавам и мислам дека за мене е чист анонимус за кој што навистина не би можела да говорам и да се спуштам на тоа некое ниво. Мислам дека Лабина воопшто не треба да се грижи дека Теодосиевски за незе нешто напишал, бидејќи Теодосиевски не може да се мери со успесите на Лабина и со голем број на уметници во оваа држава, кои што навистина оставиле еден значителен влог, така да мислам воопшто не треба да има грижа во таа насока, да напише некој истакнат, нели, некоја личност или уметник кој што има создадено нешто, изградено, даден придонес, прилог за уметност и за културата, во ред е, нели, држи, може да се дебатира, но оваа личност навистина е еден анонимус и личност која што навистина не би го коментирал ниту односот и мислам дека и она не треба во таа насока многу да се грижи, бидејќи сепак Лабина е личност која што има направено многу, има создадено голем број на филмови, морам да кажам, еве кажавте некои проценти, нели, да, кажавте во однос, да, тоа е така. Значи, она секогаш успевала, морам да кажам, како режисер, еве говорам за нејзи име и други, нели, се разбира режисери, покри средствата што ги доделува Агенцијата за филм, значи покри тие средства, да добие средства и исто средства како пари, не да добие средства во делот на опрема, на продукција, туку да добие средства кои што ќе ги вложи во филмот. Видовте дека има средства, значи, од други држави, од агенции за филм и нешто што е многу важно, од Евроимаш. Да. Секогаш како репер, многу важен во делот на филмот е и средствата што ќе ги добиете од Евроимаш. Бидејќи сепак таму е голема комисија, се читаа сценаријата, се одлучува, така да кога веќе Евроимаш ќе ти додели средства за филмот, сум убедена дека за тој филм стојат и светски признати личности, дека тој филм ќе си има своја иднина. Така да режисерите имаат направено многу, вклучувајќи ја тука и Лабина, која што навистина ја почитувам и како личност, и како име, и како уметник, така да треба да си продолжи по патот, нели, на своите успеси и воопшто да не реагира на било какви колумни, на реакции, на личности кои што навистина не се ниту достижни, ниту достојни сепак за незе, ниту пак еве за мене или за било кој друг. Знаете што е важно во незините реченици кои се многу компресирани и во писмото до премиерот Заев. Она вели дека веќе е обележана, значи некој е обележал како творец кој утре не би требало да земе пари за да прави нов филм. Па сега кога ова го зборувам, се сеќавам на, да речеме, Иван Поповски, кој работи во Русија, да, и прави грандиозна кариера. Неодамна беше тука, да, со Иван, негови, се врати дома со неговите представи. Да. Ако ние во Македонија дозволиме вакви притисоци кон уметниците кои сакаат слобода, тие живеат од слобода, нас ќе ни се случи екзодус и на полето на авторите. Точно. Зошто би живееле овде ако не може да творат?
Немаат можности, ни младите услови, луѓе ни денеска почит. зборуваат јазици, зборуваат многу добар англиски или некој друг јазик, можат да бидат творци негде каде што има многу подобра клима за творење. Да. Тоа е проблемот во овој, тука треба да се борат сите на кои им е битна македонската култура. Да се даваат и можности, да се почитуваат, бидејќи знаете како, мислам, ние досега кога ќе се избере филм на конкурс, значи има филмски совет, се читаа сценарија, мислам како да кажам, има управен одбор, не може тоа туку така, но еве со ова неноминирање, морам да кажам, нешто чудно се случува, што мислам дека е многу лошо за културата и за уметноста. Напротив, пак ќе кажам, еве ќе завршам со тоа, многу е лошо кога политика ќе се вклучи и ќе се внесе во култура и во уметност. Треба да се дозволи секој сам да си има слобода, дали ќе напише сценарио, продукцијска куќа, да се дава подршка за што повеќе филмови, играни, документарни. Вие гледате дека се направија и со законот за филмска дејност, се успеа и да се зголеми буџетот, се успеа да се даде подршка и на документарни, голем број на филмови, исто така се снима преку агенцијата, надвор од оние документарни преку Македонската радио и телевизија, анимирани филмови, кратки, има голем број на филмови кај што влегуваме во заедничко финансирање, нели, мнозински, малцински удел со други држави, па потоа они ни даваат на нас подршка. Така да тоа е успехот за државата. Значи, која е вашата завршна порака од оваа емисија? Во културата да не се обидуваат да внесуваат политика. Културата да биде ослободена, уметниците да се почитуваат, да имаат должна почит кон нашата уметничка фела, да промовираат што повеќе мерки, со кои мерки ќе ги унапредуваат културните вредности, да имаат почит кон нашето културно наследство. Тоа вака би дала сепак како порака, како нешто, едно мое искуство кое што, еве, врз основа на искуството би го дала во иднина на вистина да се има еден сериозен и рамномерен пристап кон сите дејности во областа на културата, бидејќи тоа е нашиот идентитет и тоа е нешто што е за мене најисконско и највредно, нешто што не прави и горди и нешто што не прави и посебни и поразлични со Европа и со светот. Ви благодарам. Благодарам и на вас. Значи, пораката е политиката да не се меша во културата, ќе ви ги памтиме овие зборови, да ги гледачи, ви благодарам на вниманието, останете со нашата програма.